Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје информираат дека од утре 1 ноември 2025 година жичницата ќе има зимско работно време кое ќе важи до 1 март. Жичницата ќе работи од 10 до 17 часот. Последното возење нагоре ќе биде од 16 до 16:30, а последно возење од надоле ќе биде во 16:45 часот. И понатаму неработни денови на жичницата ќе бидат понеделник и секој последен вторник во месецот, кога се врши редовен сервис на објектот, информираат од ЈСП Скопје. Вчера околу 19 часот и 30 минути по преземени оперативни мерки, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода 59 годишниот БР од Скопје. Имено тој на 28 октомври околу 20:30 часот на улицата Перо Наков во Скопје со патничко возило Фиат Сејченто удрил во 11 годишна малолетничка од Скопје, пошто со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Веднаш по добиената пријава превземени се соодветни мерки и активности, возачот и возилото се пронајдени. БР по наредба на јавен обвинител е задржан во полициска станица. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН Урце Ѓоргиевски ја заокружи кампањата за вториот изборен круг во општина Центар. Во својата изјава тој истакна дека кампањата била можност да се сретне со голем број граѓани од Скопје и да ги чуе нивните реални проблеми. Оваа кампања беше вистинска можност да се сретнам со граѓаните не само од Центар и Киселавода, туку од цело Скопје, да ги видиме проблемите со кои живееме со години, поврзани со нефункционалноста на јавните предпријатија и проекти кои предолго чекаат реализација. Понудивме нов концепт и стратегија со која ќе го менуваме Скопје во наредните 4 години, изјави Ѓоргиевски. Тој додаде дека е охрабрен од енергијата на граѓаните и верува дека во недела ќе следи масовна излезеност. Скопје конечно е будно, скопјани се будни и спремни за промени, порача Ѓоргиевски, додавајќи дека од понеделник ги засукуваат ракавите и започнуваат со темелни промени во главниот град. Градоначалникот на општина Аеродром и кандидат за уште еден мандат, Дејан Митевски, заедно со представници на Скопски пазар, АД Скопје, најавува комплетна реконструкција и покривање на пазарот. Со тоа пазарот зад Бисер ќе добие современ, уреден и функционален изглед, комплетно поразличен од сегашниот. Го заживуваме пазарот, станувајќи место ќе може да се купува во сите годишни времења во модерни услови, истакна Митевски. Интензивно продолжуваат градежните активности на улицата 157 во општина Газибаба, каде што во тек е целосна реконструкција и модернизација на инфраструктурата, сподели на социјалните мрежи градоначалникот на општина Чаир Изет Меджиди. Проектот, како што информираат, не опфаќа само обнова на коловозот, туку и изградба на нови водоводни атмосферски мрежи, како и поставување на современо улично осветлување, што ќе обезбеди побезбедна и современа инфраструктура за жителите. Денес се изведува главното приклучување на новиот водоводен цевковод, што представува една од најважните фази од проектот. Во наредните денови екипите ќе продолжат со приклучувањето на индивидуалните домаќинства, пошто ќе започне и финалната фаза, асфалтирање на улицата. Со завршување на овој проект, граѓаните на Газибаба ќе добијат значително подобрени услови за живот и движење, а општината потврдува дека инвестициите во локалната инфраструктура продолжуваат понатаму. Продолжуваме со работа, инвестиции за Чаир и за подобра иднина на нашите граѓани, велат од локалната самоуправа. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.